Кавадарци уште од осамостојувањето имаше недостаток од 4 спортски сали, за да во сите 9 воспитно-образовни институции инсталираме вакви објекти. Овие две кои што досега ги направивме и ова е третата, ни фали уште една за да бидеме комплетни. И морам навистина да го изразам своето задоволство од фактот што само во мандатот на ВМРО ДПМН и тоа во овој мандат од 4 години се направени 2 спортски сали. Тоа значи дека никој претходно не ни помислувал да работи вакви објекти. Навистина е голема благодарноста не само моја, туку на цел град, на најмногу на децата, кон владата на Република Македонија, која што имаше сенс за ваквата насушна потреба на нашите деца од Кавадарци. Јас изразив желба, доколку се биде во најдобар ред, да со почетокот на зимото децата фактички почнат да ја користат оваа спортска сала. Да имавме таа можност да поставиме камен темелник за изградба на третата спортска сала во општина Кавадарци. Знаете дека пред неполна недела дена ја пуштивме во употреба втората спортска сала токму овде во Кавадарци. И на тој начин покажуваме дека, како што најавивме, завршуваме еден проект и веднаш почнуваме со нов. Пред доаѓањето во Кавадарци пуштивме во употреба и спортска сала во општина Градско и на тој начин динамиката за изградба на 145 спортски сали кои ги предвидува Министерството за образование и наука, можам да кажам дека се одвива со полен интензитет. Верувам дека во следниот период дека предвидените спортски сали вкупно се во градба 25 спортски сали дека ќе бидат завршени и на тој начин во огромен број на училишта во Република Македонија за прв пат ќе им биде овозможено на учениците да изведуваат наставата по спорт и спортски активности во најсовремени услови. Спортската сала која ќе се гради овде е во Кавадарци е со површина од 650 метри квадратни и е инвестиција од 24 милиони денари. Користам ова прилика уште еднаш да истакнам дека поддршката во реализација на проектите кои ги изведува Министерството за образование и наука од страна на локалната самоуправа е исклучително важна и веруваме и се надеваме дека таа поддршка ќе продолжи и во следниот период.